22 надпреварувачи, 22 кутии, а само едно прашање: каде се авторските права? Краткиот одговор на тоа е кај Endemol Shine групациите, кои што за жал не се мои, па повеќе нема да можам да ги постирам видеата како што досега ги постирав на YouTube. За да избегнеме copyright claims и страйкови во иднина, ќе мора да го спромениме форматот од тоа досега што беа цели епизоди, сега да ги направиме да изгледаат како ревју на тие епизоди или како наши коментари на тие епизоди. А всушност ние заедно ќе ги гледаме и ќе правиме анализа на играта на надпреварувачот, дали требало да ја прифати понудата или не, дали требало да ја продаде кутијата или не. Ќе видиме какви понуди би требало да добие спрема нашиот софтвер и ќе отвориме заедно со него кутии, па ќе оценуваме каква била атмосферата во студиото и така натаму, да не должиме, може директно да влеземе во денешната епизода. 5000 во кутија и толку зема Ангела на крајот од незината игра. Играше храбро до крај, можеше да земе и повеќе, но ете така среќата всушност беа 35.000 денари. Вечерва некој ќе игра со нова среќа, се надам со уште повеќе пари. Драги наши гледачи, она што вие го правите, а ние го бараме од вас, е само да уживате. Нека биде вашиот канал наместен на ТВ Сител и да во очекување кој ќе се погрижи за вашата убава забава и кој ќе се обиде да му го земе милионот на банкарот. Почнуваме, драги наши, имајте убава вечер, да видиме кој игра, односно што вели компјутерот, кому му дошол редот. Битолчанецот Александар Велјановски ни доаѓа со кутија број 17 преку Плетвар па во Скопје. Добро ти вечер. Добро вечер. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Зошто ни дојде? Па да пробаме да го земеме милионот. Добро, само за милионот си дојде, ништо друго не ти Добро, значи вечер ви игра Александар. Добро, ми Што запознав нови луѓе. Во однос на сумата, само за милион си дојде, ништо помалку од тоа. Ќе видиме. Ќе видиме. Како ќе. Да видиме дали ќе го отвориме клубот на милионери. Инсистирала да се пријавиш. Да, мојата баба. Ја послуша ли ти баба ти? Па ја послуша. Сам ли се пријави или некој друг те пријави? Сам. Добро. Како отвораш овде кутии, ќе ме подсетиш што како ти беа сумите? Претежно големи суми. Високи суми. Ќе има ли нешто високо во 17-ката вечерва? Ќе видиме. Ќе видиме. Дали има шема? Ќе видиме. Ќе видиме. Дали има шема, Амајлија? Не. Ништо немаш. Како ќе играш? Немаш ни една кутија За чување имам. Творање, добро, за чување имаш. Колку имаш? Колку? Две. Осмица и 13. 13. Зошто? Не тоа е твој датум? 13 е роден денот мој, Аха. а осмица другарите. Статистички гледано осмицата е најчесто ниска. Добро, кај живееш во Битола? Во кој дел од Битола? Не сум више Битола, тука сум Скопје. се прифрли, се пресели. Да. Точност. Добро. Колку време си тука? Ке, ајде да видиме што имаме понатаму. Само да прашам дали ти е важно, дали ти е ништо не ти е важно. Добро. 17-кава важна, не важна, се одржи една до овие суми. Се надеваме на нешто високо, како што генерално отворил, како што видите. Време е да започнеме со првата Да се рунда. најде било што до што гледате на екранот, 20, 35, 100, 250 секако милион. Никој не знае, ниту јас, ниту Александар, ниту пак банкарот, што се крива неговата 17-ка, ниту во преостанатите кутии. Мојата глава си има некои 2 кутии за чување, па ќе видиме како ќе тече неговата игра. Уште една игра која што се надевам дека нема да личи на ниедна претходна. Александар Велјановски, инаку Битолчанец по потекло, а сега натурализиран Скопјанец, со кутија број 17 ќе се обиде да го надбудри банкарот. Почнуваме прва рунда, 5 кутии. Александар, дали знаеш, моето омилено прашање, дали знаеш како ќе почнеш? Не знам, ама ќе видим. Се уште не знаеш. Во моментов ќе одлучиш. Да. Ајде да видиме, повели. И време е да започнеме со отворање кутија. Кире, кутија број 1. Почнуваме со тебе. Со свеки. Кој нема идеја, почнува од единица. Ајде. Браво! Одличен почеток. Омиленото ни кецу кец. Да не биде како кај Ангел. Па добро, Ангел си 335, сепак не беше лошо. Продолжуваме. 18 Благојчо. Благојчо, кутија број 18. Благојчо. 20, може. Предикција дека во сумка веќе има 2000 денари. Кутија број 12.
Мартина. Браво. Сиња рунда. 3 од 3 сини. Боби. Кој? Боби, петка. 3 од 3 за сега, Боби. Отвори ја кутијата со број 5. Добро е, ниско црвено, 5000. Уште една. Шестка. Оливера. Комшиката. И се враќа во неговиот ред, Благочо му отвори сина, дојде Последна Оливера. кутија. Среќа. Не. Не. Значи вака. Пред да отвори последнава кутија, викам, си мислам, кам баше слична рундава како Ангела, ама си чутам, нели? Бидејќи чекам да отвориме последната. И замислете дека се случува скоро па идентично со, а ја кажам на почетокот, викам, Чи моја проценка дека банкарот би понудил околу 3000 денари, ако се судиме, да речеме, по некое предходно искуство. Благојчо, Па не ќе знам. ми објасниш? Не сум искрен. Не ми се верува. 250, 100.000, 35.000 се во игра. Која е во твојата подршка? Здраво, дечко. Здраво, здраво на сите. Јас сум Илија Мелоски. Колега сум Наце, воедно и другар. Заедно работиме. Јас Илија. сум од Скопје. Како ја отворивме? Шеската, Па не дојавме со шема, дојавме која кутија ќе осети таа. така. Пак е игра на среќа, не можеш да знаеш која е каде. Да, ама знаеш што е интересно? Во минатата емисија, он ја спомна Ангела на почетокот, кога рече, пошто и она почна со 1 денар. Предходната емисија, значи емисија пред него. Го отвора денарот во првата кутија и игра одлична рунда, последната кутија, петата кутија го отвора милионот. Го прави потполно истото како Ангела. Тоа е она Со колку муабет. си замина Ангела? Со 35. Па добро, ќе пробаме ние со поише. Со поише, тоа е идејата. Добро. Уште сме во игра. Но му олеснуваме на банкерот, а ми отежнувате мене, оти јас ги слушам ниските понуди на банкерот. Неверојатно. Добро знаеме дека се е исто како првата рунда во минатата емисија, 3000 денари, кажи ме. Понудата нема да раши. Че околу ова што е овде ева, Неверојатно. нашата Феноменално. evaluative 4 value е пути, петата 88%, милион. значи Нека намалува остана од 35.000, просекот. 250.000, ова е втора рунда, се надвам на нешто сино. Повели. Илјана двојка. Кутија број 2. Билјана. Со среќа. Отвори. 250. Добро е, 250 вика. За среќа не, Билјана отвори 50 динари. Браво, Билјана. Што велиш, една Билјана ако отвори ниско, може и другава. Ајде да видиме. Со среќа. Не. Едната е едно, втората високо. 100.000. 250 нека останат во игра. Така. Уште една. Ај Димитар, 15. Не те прашам дали ти е симпатичен тебе. Димитар, ќе отвориш ли ти на твојот другар од овде нешто? Се надевам сина дека ќе биде. Отвори. Со среќа. Така, сина е. Браво. 100.000 се отворени, но 35-20, пак ќе спомнам Ангела, нешто многу слично Тоа беше на таа рунда игра. 2. 250.000 таа ги чуваше скоро па до крај. Се надам дека барем тоа ќе го направиме или ќе ги надевам. чуваме до крај или да се наоѓаат во твојата 17-ка. Само и тука да се. Твојот другар кажа дека сте другари и колеги. Каде работите и што работите? Јас сум пиц мајстор, он е келнер. Се вика пиц или пица мајстор? Пица мајстор, ја така ги викам. Ама ти кратиш. Да. А ти си? Келнер. Келнер. Добро. Каде работите? У Кисела вода, у Делицио. Колку време? Па таму сум 3 години. 3 години. А ти? Јас сум 5. 5. Значи ти го дочека Тоа не фактички предме. твојот другар, се здруживте, си работите. И пред тоа сме другари. Предходно се Пред тоа, знаете. да, Во играме превод ти го заедно. донесе него веројатно. Така? Добро, дали ти предходно имаш работена како пица мајстор или таму научи? Таму. Добро, исклучиво пица мајстор си или работиш и други работи? Готвиш? Само, не, само пиц мајстор. Добро, што значи тоа? Ти го правиш ти истото? Све.
Добро, И како? тесто и пици. Ти знаеш дека јас сум позната по собирање на рецепти кои што никош не се направени. Повели, кажи ми, за дома, во домашни рецепт за вкусна пица. За вкусна пица? Да. Сега почнува тестото и од кетчапот. Па како да го направам тестото црна Илија? Тоа не може да го кажа. Он е тој што го спрема, јас сум келнерот. Што не можеш да кажеш дека треба брашно и вода да се стави? Па да, ставаме и нешто друго. Не е само тоа. Нешто друго, па што може да се стави леп брашно, Па сега, квасец и... Весна ви го знае рецептот. Ај, Весна, кажи ми ти. Кажи ми го ти рецептот. Правиш ли ти дома пица? Грамажата колку ставаш? Па човек за двајца, колку грамажа? Ајде. Сега за двајца. Па што да правам без за цела зграда ли пица да правам? Па ја не сум пицерија. Весна, кажи ми те, молам. Ти кога го отвиш дома, како Добро, мислам дека е време да се вратиме на понудата. Брашно, вода, квасец, да се зафати со шеќер и сол. Сол и шеќер? Да. Добро, толку? Во квасецот шеќер. Добро, а зејтин ставаш ли? Малку. Малку. Да. Зејтин се става, а? Има уште нешто што е тајно, а? Тоа не го кажувам. Ќе ве најдам и ќе ви дојдам. Таман решив да направам пица по дома. Така што во оваа трета рунда... Понудата беше 5000 денари и таа беше одбиена, па сега одиме во трета рунда. Не знам, ете кажа кој ги чува. Може би имате, не знам, некои слични броеви таму, не знам, нешто интересно што ве врзува како пријатели. И он 13-ка исто ми рече да ја чувам. Чи во втората рунда паднавме на 80%. Да, добро. Момци, 250.000 дека останат во игра за покачување на понудите. Можете да се договорите заедно, може сам, како сакате. Сакаш? Да бираме на кутија? 11 бира, на дал. Која? 11. Зошто? На брат ми роден денот. Роден денот. На Добро. колегата му. А и он работи таму? Да, исто он пиц работи. мајта. А мајка ти татко ти таму ли се? Они се... И они ли се таму? Мајка му. Мајка му? Значи фамилиарно сте таму. 11 би требало да е син или нешто ниско. Она е главна. Така треба. Значи, вака. Бараме 3 да бидат нешто ниско. Јас се надевам, на брат ми му тргна година, сега среќен број му е Ќе 11. го послушаш или не? Па тоа се мисли. Демек многу знаеш што ќе отвори, па сега се мисли. Ама ајде, мисли се, Па може би мислам, или со седмица право има. се мислиш, ајде. Ај, нека биде 11-ка. Ке ти ги давам ако е мислам. Останува 11-ката, ајде, Димитрија. Браво. Како што предпостави? Очекуваше твојот другар, направи гримаса во контекст. Знаев дека ќе биде сино. Која е втората? Тука ви играло сумката, но рече како ја чува. Мариче, Добро вечер. добра ти вечер. Кај ни доаѓаш? Јас сум Димова Мариче од Демиркапија, вработена во јавно установа специјален завод како негователка, Каде е тоа? сопруга од Демиркапија. Од Демиркапија. Да, сопруга, мајка, баба на 3 внуци. Мајка, баба на 3 внуци. Нека се здрави и живи. Мариче, ти... Да, Ајде, дефинитивно. отвори кутијата. Со среќа. Браво. Марија, седмица. Број 7. Што викаш? Тамо малце. Што? Не си баш сигурен? Што ја да одбрам, па ако изгориме заедно. Како? Викам ја да Кутија одбрам, број да сгрешам, 7. па ја да бидам виновен. Предпоставка му е дека ќе има или 30 или 3000 денари. Која дефинитивно? Ај, седмица нека биде. Ајде да видиме. Марија отворија. Среќно. Така е. За среќа, не само што не сгрешите, туку направивте сина рунда, браво момци. Тоа беше третата рунда. Знаев дека е вистински момент твојот другар да се приклучи, значи ги оставивме секогаш е тук. 10, 20, 35 и 250 илјади. Бележи како сакаш спортот. Играш Сега, ракомет. значи, Да, заедно играв. Каде игравте? Металург. Во Металург. Колку време? Па, ја таму 2 години бев, долго време. Долго време беше. Што се случи со ракометот? Зашто ќе не играш?
повреди се врзаа неколку и време беше да почнам да работам и да Сега очекуваме да имаме покачување во понудата, тоа е некаде околу 10.000 денари. мои добри 17. После до 20 беа повредите и после само престана. Да, играше во репрезентација, ми кажа, До во јуниорската. Во јуниорски, во малите јуниорската. тие категории, кадетска и пионерска. Добро. Велиш дека си авантурист и зависник од адреналин. На кој начин ги исполнуваш желбите? Како да го објаснам тоа? Тоа со спортот само. А тоа велам, Со спортот, но адреналинот со спортот. ракомет или нешто, некој друг? Па и со ракометот и со работата исто. Со Адреналин. работата имаш адреналин. Па зависи Каква ќе излезе пицата? Ги фалат ли пиците? Која е најпозната, најпопуларна? Ги фалат. Кога некој со ваков мерак ја прави, како? Динамична работа се караме. И да ја видиме понудата. Па секој ден кога се Павлка Сланина. Добро? Ете, банкару, доволно информации. тоа. Понудата е базирана на Понуда број рецептот три. за пица. 12.000 денари. Ако имаме тоа што програмата ни кажува покачување. не размислувам. Не размислуваш, ќе ја играш четвртата, 12.000 денари. Кажи дали понудата Не важи. нема да важи. Легуваме во рунда број 4. 10 какочо. Ти брзаш некаде да не имаш нарачки за пица. Не, ова. Десетката е малку ризична Значи, кутија. четврта рунда, 250.000 во игра. Може Ќе би со видиме неговата сега. 17-ка, може би во некој од тие што ги чува. Потсети ме кој ги чуваше? 13 и 8. 13. Значи овие две ги чуваме. Може би во тие што ги чува, но да не биде во кутијата на куча број 10. Со среќа. Така Добро, како што 250.000 реков е малку во игра. ризично. Кажи некој. Ја да берам бројка? 9. Кутија број 9. Ај, Ленче. 9. Од Битола е жената. Само малку, што? По битолска Да, линија. познат. Од Битолска Се најдете линија. познати? Да, многу ми е мила. Да, како сте познати? Како јас кај што расте, значи како мала, неговата мајка беше комшивка кај мене и сега добро се сеќавам на целонивно семејство, кога ќе најдиш некој нели вака Уште случајно. подолго време, така Многу е. ми е драго. Па супер, баш убаво. Ајде да видиме што ќе му отвориш на Со твоја среќа. Број 9. Александар, поранешен сакам со исто. граѓанин. Така мени е. Добро е, сино е, браво. Може. Уште една така? Уште една. Дечки, нека биде сина или ниска црвена. Бири уште една. Ја да бидам. Бери го Гледаме дека е моментално во добра позиција, бидејќи сините скоро сите ни се отворени, имаме малце ниски црвени. Чекај малце, 22 зошто? Татко му. париот. Дека Горан се вика и Горан се вика По името. по името. по името идеме. Ајде го Да видиме газдата што ќе отвори. Број 22. Ако не, нека дава 5 денари. Се спаси. Инако ти му речеше, слушај газда. Сега понудата ви требало да скокне значително. Во четврта рунда За највисока понуда до сега, но пред тоа само да прашам. околу 20.000 би му дал. Епа, дека странец не ги Кога беше во знаеш. Германија и што правеше во Германија? Летоска. Добро, Таму работев в Макдоналдс 3 месеци. така. Седев на автобуска, чекав автобус. Дојдоа двајца странци и ме нападна од нигде никаде. Негде никаде те на... Германски, арапски, се ми избора. така, не си Си сигурен. меша. Така, добро. Нешто ми избора и ме нападна. Како се излече од ситуацијата? Никако. Дојде полиција и тргна на страна. Ја после си продолжив. Они со нив се Се растрава. уплаши. Сам беше? Сам. Па немаш ли способности спортски во најмала рака да фатиш па да бегаш? Да хајде истрчаш, бегаш таму. Спринт. Не да Боже ќе те удри нешто. Не дај Боже. Како си помина освен тој немил Па настан? добро. Прв пат ли одеше во Германија или си пат. били... Прв пат. И добро, отиде и се врати, толку имаш работна виза, како доаѓа тоа? Па од факултет толку не беше. Од 3 факултет месеци. фактички да беше. Што студираш? На див. На ДИВ, до кај си стигнат? Па трета година. Трета година. Добро. Да добиваме ние сега четвртата понуда. Интересно е. Највисоката понуда за вечерва. Но е највисока со оглед на тоа како играше,
милион, па 100.000, 20.000 денари понудата на банкарот со 20.000 Исто во игра како и моите пресметки, толку. и 250.000 во игра. Не размислуваме. Понудата Не баш. 20.000 денари. Сега малку ни се стеснува кругот, еве на нашиот екран може да видите како изгледа од аспект на играчот. И 250.000 ни се на екранот. Значи е малку сега стресно. Ова игра немногу влијаат чувствата. Можеме да ги имаме до самиот крај. Ако не се таму, би било добро да не ги стрефиме помеѓу овие кутии, односно дај Боже да се наоѓе барем во една од нешто ги чуваш. Нели? Ќе видиме. Така е. Значи, ако успееш да не ги отвориш овие пари, ќе ни следува уште повисока понуда 20.000 денари, така што да видам како размислувате. Овде имаме 3 кути, 19, 21, 20. Шансите да ги погодиме 250.000 во овој дел од играта се релативно малечки и плюс имаме предност што една кутија е наша. Не може да отвориме. Меѓу кои се мислите? Хајде нека биде Маја. Кутија број 16. 16. Да не мислам много. Добро е, браво. Другата комшика. 14. Михаела. Отвори ја кутија. Со среќа. Браво. Уште една. Ајде Гордана нека биде. Да го чистам тој ред. Чекај малце, само за да го изчистиш или имаш идеја за 20-ката? Па немам идеја, ама нема се. Не мора одма да ја бираш, Се- размисли. Така е. Фино ти кажува човекот. Имаш две горе ако сакаш. Не мораш веднаш да отвориш. Тие две се малце опасни горе. Па Така последните е, така е. кутии ти се. Другар ти 20 кецот големи влече или ниски? Ха, Како? обично по кутијата е голема сума имаш унес. Големи суми има 20 кецот. Или на тоа, дека ќе нема сега. Не си за 20-ка, Илија? 20 кец мислам. Ако Ти си за имало 20. високи кути предходно, сигурно не Иде. оставиле пак високо. Правило Некоја овде логика. знаеш дека нема, но одлучува. Знам дека нема правило. Така е. Одлучува Александар. Ајде 20 кец. Останува 21. Мислам, 20 кец. менуваш од Да. 20 за 21. Добро. Да. Ова е храбро и од страна на двајцата. Па време е за реклами. 250.000 се луѓе во игра и можеби џабе толку се мислиме, Добро можеби се со гледаме неговата по рекламите. 17-ка, така што е Последна кутија во рунда број 5 за Александар. Ајде да видиме што ќе отвори во 20 единицата. игра со кутија број 17, игра за убави 250.000 денари, единствената висока сума му се тие и тие би Добро, требало да ситуацијата ни се во првата стеснува кутија веќе што ова. избра пред рекламите, да беше тоа е кутијата број 20. Треба да биде релативно убава понудата. Ќе добиеме највисоката понуда. Стефан, Број пред да ги 21. отвориш, кажи ми што мислиш дека имаш? Пред прошните две емисии имав 250, 100 и 3000. И сега е време за Се надевам дека нема да го изгорам. ајде. Видео се држи за глава. Ајде. Сино, сега би имале една убава понуда. Спрема мојата прерачунка очекуваме некаде околу 30 и До сега нешто, беа са сини, 37, супер, слушај, 38 ако интересира што има илјади 20, денари. ама не мора да ја брзаме, може да ја чуваме до крај, нели? Но, ајде да видиме што банкарот ќе пресуди. Браво. Значи имаме симпатични 10, фини 20.000 и одлични 250.000 денари. Во случај сега да се ја одбие понудата која што ќе следува, тој ќе треба да одигра уште една последна рунда, каде што единственото нешто што се бара од него е ако не се кај него тие пари да бидат во 250.000. Интересна е ситуацијата што играат заедно, има зошто играат заедно, ти вели дека највисоката ќе инвестира во пицеријата. На кој начин ќе инвестира? Што сакаш да Па све што треба. се што треба. Значи ги земаш парите и викаш газда здраво, јас земав пари и сега сакам да учествувам. Што е она што сега да речам во моментот вие во глава и сакате да го имате, да го купите во Ќе смислиме. Во Уште вашата нема смислиме. Нема нешто конкретно. Секад фали нешто. Така е, тоа е Секад треба нормално. нешто ново.
Добро. Ке смислиме. Тоа е Само исклучиво сега требаат и пари. пицерија или има И и... за седење има. Не, верувам да може да се јаде внатре. Туку дали сте само пици или имате и некои други работи? Што правите? Се со тесто што може да се прави. Се што се прави со Се тесто, значи. што се прави. Добро, ти правиш само пици. Не. А другите работи што се со тесто? Пастрмајли, Све. сендвичи. Значи се правиш. Све. Јас те разбрав дека само пица правиш. Не, све. Пастрмајли, сендвичи, значи буквално има Се се. со тесто. Да, браво. Еве, значи Време е за банкарот. Са млади предприемачи. Банкару пари им требаат за пицеријата, што навистина многу почитувам. Ќе им се најдат, ќе си земат нешто, ќе купат нешто, ќе... Вели, банкарот одлично размислувате, секоја чест. Гледаш, не викаат, идеме да се дотираме, идеме да шитаме, туку да инвестираме во пицеријата, секоја чест. Така. Значи, за сега вели банкарот, од она што го гледа на екранот, на табелата и она што е останато во игра. Ајде, беш да видим. Твојата кутија 17-ка, во која што имаш 1000 денари, 2000, 10.000, 20.000, може би 250.000. 250 Вреди денари, вреди 40.000 денари. 40.000. Тие се сигурни, може да бидат и удвоени. Дали вие би ја прифатиле понудата? Е, сега Да ги прашам. земете или да ризикувате? Што кога би бил јас? Моje лично мислење, јас би ја прифатил. Видејќи Мислите дека Можеш уште една рука. шансите да ги погодиме 250.000 дали се мислите точно дека има можност да биде да има 250? Па можно е. Можно е. А може и 20 да се. Ако не се тука. точно Вие ако за 20 не е страшно, е нешто 25%. пониско. Дали Може би, ајде, од овие кутии 20%. сега што ги оставивте, Да ги две погодиме, ако ја чуваш, рачунаме и само нашата една кутија што би отвориле како за крај. Тука веќе мотивно се врзуваат Ја чуваш играчите. до крај. Значи, ако мислиш дека можеш, дека се кај тебе или можеш да ги сочуваш, оставам да се... Ова е математиката што ја гледаме тука. Ја не одлучувам за тоа. Но, кога играме, кога сме таму во студија, верувам дека не мислиме на математиката, туку на чувството што ги имаме додека сме таму. Тоа се 40. А може да пишете во коментари ако сте играле некогаш. Ангела ризикуваше, Може да кажете како е изгреше, чувството да сме и се таму, тие со тоа што беше во нејзината позади кутија, кутијата. споменуваме дека- Момците направија да биде интересно до самиот крај. Посакуваме да се кај него. Што значи, понудата беше одбиена, ние одиме во рунда број 6, отвораме 3 кутии и 2 остануваат. За крај. Зоран број 19. Момци, немате право на грешка. Изборот е од 4 кутии, 3. 13. Овој што го чуваш? Кутија број 13, Антонио, отвори ја кутијата. Со 250. Добро. 20.000. 250 се во игра, може би се кај тебе. Уште 2 кутии. Ајде уште 200 сега го бире само тоа прво. 19 Зоран. Останува осумката. Останува. Кутија број 19. Браво! 1000 денари. Луѓе, или се кај тебе, или во таа чувана твоја Ова осумка, смета се 100%. или оваа 20 што сакаше да ја отвориш па ја прескокна. Моje лично мислење во осумката, ја мислам дека има 2000 денари. Може. Ја отвориме? Ајде да видиме. 20 има. Каже, осмица ја чува, он бира. Останува 20. Отвори. Со среќа. Знаев. И ја предпоставувам. Искрено знаев. Мислам те премисли. Он Чи како што реков, осмицата има 2000 денари. Спрема некоја моја анализа на претходните изданија на шоуто, А он те премисли преиска да не ја отвориш, го послуша. Не размислуваше воопшто таа 20 Во неговата 17-ка. Не. Човекот нема Може да има 10.000, да. Ете зошто ви викам дека јас би ја прифатил претходната понуда и мислам дека е сепак математички гледано, што верувам дека играчите не мислат на тоа математички кога играат таму. Јас на твое место ќе го
послушав Туку затоа да што добро на играше чувство. цела рунда банкаро, ете. Ја така мислам. Значи, Бев сигурна дека Ако се сеќаат храбри, сега би добила понуда од наместо 100.000 били банкарот, добиваш 6.500. 6500. Ако ги одбиеш, се одиш со 2.000 или 10. Дури му даде малце. Може И 10% му даде гратис. не важи. Ајто, отвори 17-ката. 17 има Има 10.000. Како што реков, во осмицата имаме 2.000. Ти си чувал само 2.000 денари. Зошто не го послуша, бе? Не знам. Обично не го слушам. Вака изгледаш играта на Александар. И сега нормално одиме и последната кутија што е. Значи таа тука е точно 50-50. Дали ќе погодиме или не на 23-ката. Тоа е чисто за да ги скоцкаме уште на крај парите што сме ги добиле. Не би ја изиграл, освен ево овој случај за 10.000 така. Или дупло или ништо и тоа. Пукни ги на Б. 10.000 не се пари, си има нешто. Па да, Така. 40.000 одби. Која? Што ја треба да бирам? Па не знам, овој до сега се упропасти. Не, толку. Добро, 23 одлучи ти. А, Б, В, Г, Д. В. Зошто В? Па не знам, така ми рекоа, В да играм. Кој е тој што ти рекол? Ајде да видиме. Другарка. Исто. Овој не е битен овде, што дојде другарка му, ајде баш ме интересира, ајде. Да има виновник е битно. Да не е он. Дали си за В? Ја дали сум за В? Не бирам. Кутија јас. број В. Дали сум за В? За кого си? Реал не сум. 23 В. За кого? Нека биде В. Немам значење у буквите, така да сите се Разбирам, и тоа е исто. освен В, која друга, например, ако не В? Дали си во право ти или И да твојата видиме. другарка, или ти, или другарка му? Ле. Ај, оди Г, отвори, молим те да видам што ќе Не гледам отвореше ништо. другаров. Г. Г. Половина. Овде Г. Ти беше, барем ти беше исто, тоа е. Како што викам, последнава кутија ви е само за да искоцкаме парите на среќа. Да, 5.000. Значи ова игра на среќа не е квиз како што го викам. Ама, за чаши Има толку тука да, чиста за чаши среќа. толку ќе може да Ај, може би учествува. малце некоја шема што би можело да зборуваме. Ни чиста математика се разбере, кога да ја прифатиме понудата. Сакаш да размислиш за 40.000. И уште да се одјавиме. Може би ќе беше добро тие пари да си ги земеш. Играше до крај, не послуша, ги пропушти 250.000 и наместо да му земеме убава сума на банкарот едно 100.000 денари, ние му земаме само 5.000 денари. Што ќе кажеш за крај, Александар? За крај подобра игра од мене имате. Па нема да биде тоа многу тешко. Затоа што не слушаш. Кого ќе поздравиш, Александар? Сите колеги, останати што ми се пицеријата, Така? другари што ме знаат и што не ме знаат, и што ме сакаат и не ме сакаат. Добро. Најмногу мојот колега, што не е тука, што се срамеше да дојде, Па срамеше да дојде. Како се вика колегата? Давид. Штета, Давид, може би да дојдеше повеќе ќе освоевте, може би, како и да е. Добро, ти благодарам, Александар, што беше Фала и заедно вас. со нас. Оваа седонаецка твоја имаше 10.000, ја преполовивме на 5. Можевме да земаме 100.000, ма кој да знае, или те благодарам што беше тука. Во иднина малку повеќе нека те слуша, толку имам да кажам. Ето така. Ги испраќаме другарите со 5.000 денари наместо со 100.000 денари. Драги наши гледачи, уште едно издание завршува тука. Е, додека сме на поздравите, ги поздравуваме и сите YouTube гледачи и претплатници на овој канал. Доколку ви се допадна ово видео, удрете лайк, удрете subscribe и ние се гледаме во наредната рунда, односно епизода. Чао, чао!